Точно 101 година полни Штипскиот оркестар Севен Масар Кадриеви, формиран е во далечната 1923 година и досега никогаш не престанал да свири. Уште поинтересно, неговите членови секогаш до денеска биле потомци на легендарната музичка лоза Кадриеви. Овој феномен е единствен во државата и пошироко што станува јасно за каква музичка историја станува збор. Кој е основачот на оркестарот? Основачот на оркестарот беа старите браќа Кадриеви, дедо ми, неговите четворица браќа, Шукри Кадриев, Ибуш Кадриев, Шериф Кадриев и Јашар Кадриев. Како во овие 101 година оркестарот успева да обстане? Првите браќа Кадриеви беа тие што ги спомна, вторите браќа Кадриеви беа татко ми со 5 браќа и неговите братучеди, и третата генерација бееме 4 браќа ние, татко ми и ние 4 браќа и чичовците. И сега уште ден денеска е традицијата, водеме со сино Севен Кадриеви и сега наследникот е внучето Масар Кадриеви, најмалиот. Едно од основните правила кое се почитува за сите овие 100 години и кое има тежина на закон е и тоа дека во оркестарот не може да стапне никој кој не е член на лозата Кадриеви. Зошто? Бидејќи ние имаме од фамилијата многу музиканти, околу 60 луѓе од Кадриевите што ден денеска свиреме. За сите години оркестарот не постоеше само формално, туку функционираше на високо професионално ниво. Од него се прехрануваа семејства, се стекнуваше слава, а тој донесе и огромни задоволства. Ние прво, како со старите браќа Кадриеви, со татко ми бееме многу слава, имаме 81-82 во Гуча, после со филмо Емир Костурица, татко ми, браќата свиреа и почнаме после више по турнеи по Европа, по Франција, дека што не сме биле. И сега у јуни месец бееме у Америка и Канада. Кадриеви се познати на сите простори од некогашна Југославија, Балканот, но и во Америка, Канада, Австралија и понатаму. Кои се репрезентативните имења за сите овие години на оркестарот? Ја го представувам во Европа и цел свет оркестарот Кадриеви што функционира по западу и по светот. Значи јас Масар Кадриеви и Севен Кадриеви. Да. Моментално туку градо сега да кажам како не функционира оркестарот и не сме тука. Али по Европа нашата музика многу се траже и многу ја обожават, по западо и по континентот. Значи ден денеска од Кадриеви се траже музиката. Добриот глас, односно добрата музика, стигна на сите страни во светот. Каде се досега држеле концерти? Ние цела Европа сме држали концерти. Од Австрија па до Португалија, Франција, Германија, Италија. Значи сегде ни цела Европа сме имале концерти, Белгија. И сега последниот пат у јуни беме у Америка и Канада со американците Златни усни. Дека не се обични музиканти, сватили некои светски луѓе како Горан Бреговиќ и Емир Костурица, славниот музичар и славниот светски режисер. Види, они кога дојдеа Горан Бреговиќ во Штип, ја тогај бев војник, а браќата мои функционираа тука. Професор Куртиш, татко ми Јуската Трубачок, што беше капелник на оркестарот. Имаше аудиција од 45 оркестара низ цела Југославија. Они сегде шетаа, дојдеа туку Штип со нашата плоча и Горан Бреговиќ и Емир Костурица не најде. И дојдеа у Бриони, направија брат ми Куртиш, татко ми, чичовците, направија една аудиција там и Емир Костурица и Горан Бреговиќ рече, од одобија 45 оркестара, Кадриеви ќе видат во филмот да снимат. И така се случи. И така се случи, ојдеа браќата мој, снимаа, ја тогај беше војник.
Оваа генерација на оркестарот Кадриеви ја повторува славата на претходните и пред извесен период беа во Соединетите Американски држави, на покана од тамошни музичари. Како се случи гостувањето во САД? Во Америка ние имаме американци колеги, капелнико Майкл од Златни усни, и он не покани на нас на неговите фестивали, мене и сину. И ние там со ние имаме турнеја, 4-5 концерта свиреме там у Нью Йорк, од там Нью Йорк завршиме, па идеме за Канада. И там 3-4 концерта имаме, завршиме и дојдеме се. Фала Богу на американците што не поканија како професионален оркестар, браке Кадриеви, и многу сме задоволни од нив. Кој тип на музика Кадриеви свиреа во Америка и кои беа реакциите? Ние се свиреме ромската музика, наша балканска, али луѓето свират во тај стил и не сме имале проблеми. Свиреме со Велиево Оро од првата плоча на браке Кадриеви и со ние свиреме, многу добро свиреме со Златни усни. Луѓето свират нашиот стил, балканска музика свират, американците. На Кадриеви, таленти и членови на оркестарот досега не им недостигале. Но како е сега и кои се критериумите за да се биде дел од оркестарот? Треба да биде многу талентиран, дарба да има да народната музика, ромска, ние свиреме и турска, и ромска, и македонска, и грчка, и бугарска музика. Значи, у Балкана што постоje, ние 5-6 стила музика свиреме. И на ние, горе у Западо, многу интересно доаѓа, ние македонци свиреме 5-6 стила музика. Кои се плановите за понатаму на оркестарот Кадриеви? Од 2025 по турнеја имаме, па за Америка ќе одеме месец и пол дена. Кога? Па мај има Джипси фестивал Едрлези. Исто тај фестивал го организира Златни усни, капелнико Майкл од Америка. И они мислат да не поканат сега месец и пол дена во Америка, во Нью Йорк. Голема кампанија ќе биде там. Од цел свет оркестари ќе биде. Кадриеви силно одат напред со музиката и традицијата и убедени се дека оркестарот ќе живее се додека живее и долгата лоза на семејството Кадриеви. Досега, нивната традиција испеша 101 година и е единствен и неповторлив случај во нашата музичка историја.